сакам од се срце да ве поздравам, да ви посакам успешни избори. Јас мислам, не сумљам во сите нас, ние сме стари искусни борци, кои како и минатиот пат и сега ќе дадеме се од себе си да го постигнеме најдобриот резултат во историјата на ВМРО-ДПМН. Треба да им покажеме на СДС дека ние не сме тука случајно и дека не сме ние некои тек така прособрани, дека ние сме граѓаните на град Охрид, кои стварно и сака добро пред се на Македонија, на градот и на сите жители во Република Македонија. Ние покажавме со дела претходниве 7 години да знаеме како и умееме како тие работи да ги оствариме. Секогаш одиме со програми, секогаш одиме свесно, одговорно и отчетно. Не толерираме корупција, не толерираме криминал и не влегуваме во работи кои му беа соиствени на СДС. Почитувани драги сограјани, ние вечерва овде не сме дојдени да се представуваме. Ние, овие изминати неколку недели и следните 2 недели, до крајот на овие успешни избори, каде што ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе издвојува голема победа, не сме дојдени овде да се презентираме и да се рекламираме или нашиот рейтинг да расте. Целиот наш живот, целиот наш работен век е наша изборна кампања. Ние сме длабоко посметени кон своите семејства, да сме одани татковци, длабоко посветени кон својата професионална работа. Цел живот сме помагале. Цел живот сме биле хумани и одговорни луѓе спрема оваа заедница. Затоа сме одбрани од нашиот премиер и од владата на Република Македонија и од ВМРО-ДПМН да бидеме ваши честни представници во најјакиот парламентарен дом на ова собрание. Ние кога ја почнавме оваа кампања рековме дека нема да правиме кавги со нашите политички противници, затоа што се тие разоружани. Тие сем клевети, сем изнесувања на невистини немаат ништо во своите раце. Ние имаме 2 големи работи. Отчет за сработеното и план и визија за она што не очекува следните 4 години. Ја погледнавте нашата програма која начекува за следните 4 години. Се 2046 проекти во сите области на нашето севкотно оживење. Нема да ви ветуваме она што ќе ви го ветуваат затоа што знаат дека ќе изгубат. Тоа што е напишано, тоа што ќе го чуете вечерва, али од понеделник на нашите предизборни контакти со вас, бидете сигурни дека тоа ќе го исполниме. Нас ни требаат одговорни, сериозни водачи, лидери на нација, како што е почитуваниот председател Ѓорги Иванов и нашиот председател господинот Никола Груевски. Овој двоец ќе биде запаметен во поновата историја на Република Македонија како двоец кој успешно ги направил реформите за напредок на нашата држава. Двоец кој соработува, двоец кој се договара, двоец за кој Република Македонија е длабоко врежено во нивните срца. Би сакал на почеток да кажам дека сум особено горд што можам да кажам неколку збора пред вас и што можам да зборувам заедно со двајца врвни доктори кои што ги има Охрид. Тоа е доктор Љубен Арнаудов и доктор Сашо Василевски, и што трет пат имам чест да бидам на листа која што ја води Антонио Милошевски, човекот кој што успеа да го направи она што во кое што малкумена веруваа, а тоа е Меѓународниот суд на правдата од Хаг, кој што е официјален суд на Обединетите нации, да пресуди дека Република Македонија е во право. И му честитам за таа работа. Се сеќавам исто така дека во 2010 година, кога господинот Милошевски беше министер за надворешни работи, председателот Иванов беше и тогаш председател,
а јас тогаш станав шеф на нашата делегација во парламентарното собрание на Советот на Европа, успеавме да се избориме првото големо председателствување на Македонија со некоја меѓународна организација, тогаш тоа беше Советот на Европа, да биде под називот Македонско председателство. Тоа успеа да го направат председателот Иванов и Антонио Милошовски, им честитам за тоа. Пред некој ден разговарав со вработени од Агенцијата за вработување и ми кажаа дека последен пат во Охрид се отворила фабрика која што вработила повеќе од 100 луѓе на крајот на 70-тите години. Јас сум роден во 84-та година, значи пред јас да се родам. Пред и веројатно повеќе од помладиве тука да бидат родени. Значи последен пат во Охрид се вработиле во ист момент повеќе од 100 луѓе пред 35 години. А во овие 35 години навака и јас пораснав и другите пораснаа, повозрастните остареа со приказни за затварање. Слушавме како се затвара Езерка, како се затвара Илинден, како се затвара Отекс, како се затвара Жас, како се затвара Браство, како се затвара Лихнида, како се затвара Застава, како пополека умира Емо. Тоа беа приказните кои што ги слушавме. Слушавме како се затвара Охрид Турист, како се затвараат големите хотели, како се затвара Охридска трговија, како еден по еден умираат капацитетите и хотелски на Охридското крајбрежје, но и фабриките во индустријската зона во Охрид, која што е некаде на улиците Железничка и 7 ноември. Тоа беше тажната вистина за Охрид. Вчера слушнавме една убава вест. Имено, председателот на владата на Република Македонија, пред наши очи, замина малце порано од митингот кој што го имавме во Демирхисар, за во Битола, пред митингот кој што го имавме таму, да се сретне со извршниот директор на една голема германска компанија во автомобилската индустрија, се вика таа фабрика ОД Електрик, и да договори да таа фабрика отвори свој капацитет во Охрид, за почеток да вработи во постоен објект 100 вработени до крајот на оваа година, кои што ќе одат на обука во Унгарија и Германија, а во најбрз можен рок да изгради фабрика од 10.000 квадратни метри и да вработи 1000 луѓе. Прв пат после 35 години во Охрид се вработуваат повеќе од 100 луѓе во една фабрика, а тоа се 1000 вработувања во следните 2 години. Заедно со претходно најавената инвестиција на исто така една голема германска компанија, која што деновиве и самата ќе го каже тоа, од 800 вработувања, исто така во автомобилската индустрија, тоа се 1800 вработувања за Охрид во следните 2 години. Заедно со околу 1000 работници потребни да се изгради автопатот од Кичево до Охрид, кој што беше долгогодишна заложба за охриѓани. Тоа се 2800 работни места за луѓето кои што живеат во Охрид, во Охридско, во Струга, во Струшко и во Дебрца. Тоа е разликата, тие се делата, тоа е разликата помеѓу нас и СДСМ, тоа е начинот на кој што ние работиме. Ние знаеме дека пратениците од СДС, нивните од раководството од СДС од Охрид, други некои нивни, да речеме, поддржувачи, пред година, 2-3, немаше една недела, 2 да поминат, само беа застанати пред болницата стара, се сликаа, едниот пратеник, другиот пратеник, еве, ние срушија болницата, останавме Охрид без болница, ништо не уништи владата, не исполнува ветување, Струга треба да одиме да се породиме, за прегледи Кичево треба да одиме, Ресен ќе одиме на прегледи, нема кај да одиме како охриѓани и така натаму. Значи денеска, пратеникот од СДСМ, што се сликаше пред болницата, не е веќе пратеник и нема ни да биде. Пратениците од СД што се сликаа пред болницата не се на листите и нема ни да бидат. Ама тука е Љубен, тука е Александар, тука е Сашо, тука сум јас. Болницата е тука, направена, здрава, права, добра, за да дават услуги на
граѓаните што дај Боже помалку да ни требат, ама секогаш кога затреба да биде тука за здравствени услуги на граѓаните. Така што тоа е разликата, така се слика и во Жабени, во Битола, и Макрадули, и Бендевска, и Мендединевски и други. Овде ќе пропадне фабрика, овде не може колиба се направи, овде во Жабени е мочуриште, нема никој бат странски инвестиција да дојде и така натаму. Ама денеска ни Макрадули е пред нас, ни Бендевска, ни Менде, ни едни и други. Фабриката е таму, 1200 души работат. И ние знаеме дека со 1200 души во Битола не сме го решиле цел проблем на невработени, ама исто така знаеме дека не сме избркале 2500 кој што избркате и од Жито Битола. И ние јасно ни е дека со првите 100 души, 200, 500 и 800 и во Охрид немат одма и преку ноќ да го решиме нашиот најголем проблем, а тоа е проблемот со економијата, невработеноста, стопанството. Ама исто така сме свесни дека не сме затвориле ни една фирма, никого не сме оштетиле, никому не сме му зеле и сме гледале секаде ко собрание, ко премиер, ко влада, ко председател да дајме некоја поддршка за да влезат луѓе на работни места. Оти најважно ни е младите, студентите, тие што завршиле, што имаат семејство, што сакаат да создадат семејство, да си гледаат тука и децата и да се дочекаат тука да им бидат и внуците. И за прв пат се случуваат не само еден премиер да донесет инвестиции од странство и да успеат во тој напор година, 2-3 преговарања за да донесеш некоја германска компанија или американска или која да е друга во Македонија, туку за прв пат се случуваат еден премиер да помисли и да оствари таквата инвестиција да биде и надвор од границите на главниот град. Да бидат во Охрид, да бидат во Кичево, да бидат во Битола, да бидат во Кавадарци, да бидат во Велес, да бидат во Кочани. Оти цела Македонија е вредна и имат луѓе што имаат потреби. И сите тие проекти што ги напишавме, што ги дадовме, што ги предложивме, сите се со рок, со место, со време, со носител на проектот, со буџет на извршување, кој треба да почне, кога да го заврши и така натаму. А тие, пак ќе кажам, на две места до сега сум видел само ова што го викат Заев, ние ќе вратиме на смевката на граѓаните, само на една ординација во Битола, стоматолошка и не една во Скопје, кај што имаат реклами, дојдете кај нас, ќе ви поправиме зъбите да ви вратиме на смевката. И некои одат и така се враќаат, ама работата е што овие тие што до вчера жива е закопа средната класа и тоа овде во Охрид најдобро знаете, од еден град што имаше индустрија не само за Охрид, туку емо беше проширено до Кичево, до Ростуше, до Ресен, до секаде и многу други фирми што беа споменати. Погреба жива, средната класа жива и сега без било каков обзир викаат дека ќе ја врателе средната класа. Ама лесно му е на Заев и на Шетеринска да збора за средната класа, оти тие се далеко и од неа. И ако некој пред 15 години, 96-та, 97-та, 98-та, кога и да е, да му споменеше или на квиз, да го прашаше Бранка Црвенковски или некого друг од ними, што е Кромберг Шуберт, гарант ќе помислеа дека е некој возач на Формула 1. Оти нема ниту чуено, ниту видено, ниту појдено, ниту некаде замолено или тропнато наврата за да донесат некоја инвестиција или да направат било каков напор, некој да дојде во државата и €1, €1 $1 да вложит за тоа да видиме некој фајде. Една беше таква заинтересирана инвестиција Audi A3 за да склопуваат тука автомобили 95-6 година и таа избрка за да можат преку Асиба и МГ да прават трговија и да ги препродаваат колите за македонската полиција тогаш. И исто и со Заев, исто и со Шетеринска. Не мора дојме далеку до 96-та. Тие кој беа Шетеринска, кој беше вице-премиер во владата 2002, 3, 4 година, некој неа да ја прашаше што е Джонсон Мети, сигурно ќе мислеше дека е некој фудбалер од Челси, а не дека е фабрика и дека мој да се донесе, да бидете инвеститор или да
отворит нови работни места, дали во Штип, дали во Скопје, дали во Охрид, дали во Кичево. Искрено да ви кажа, последниве неколку дена, јас од Кичево и со луѓето што контактира, малку и имат позитивно изненадување, дури позитивен шок би рекол, што ние во неколку дена имат објавено гранит 600 огласи за работни места. Премиерот најави инвестиција за 1000 вработувања. Ние то не ни се десило од 76-та година. Да имаме некој во градот да дојде и да рече во оваа општина ќе имат работа, ќе имат камиони, ќе имат градежни фирми, ќе имат нова фабрика. Све било досега, ние ко генерација пораснавме пред телевизор со затворени фабрики. Секоја вест, секоја вечер затворена фабрика. И после ни кажуваат тие и Пендаровски и другите дека тие ќе го спречели селувањето од Македонија. Видовме колку го спречија тие и знаеме ние по нашите роднини и пријатели кога заминали и зашто заминале. Ама важното е што Груевски, ко предводник на партијата и на државата, тој беше тој што ни се јави на неколкумина и имене во Германија, и на Гордана беше тогаш во Англија, и на Иво Ивановски беше во Америка, и на други, на Веле Самак, на трети. Дојдете, ќе работиме, ќе вложиме труд да направиме нешто подобро за државата. И затоа тој е примерот што го дават ВМРО ДПМН, дека со љубов, со желба, со мотив за родното место и за државата можеме заедно да направиме нешто повеќе. Државата пред се. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти кои што докажано се реализираат. Проверено. Прочитај целата изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.